Ќе се осврнам и на интервенциите од претходно, за да подобро се контекстуализира што всушност значат антиродовите движења и тие наративи како директно влијаат врз оние примери кои што ние ги издвоивме, особено за самата улога која што имаат медиумите. Многу често нели она што го викаате дека нели не можат да ги тргнат коментарите, меѓутоа на крајот од денот сите го бараат тој алгоритам, го бараат тој енгејџмент и поважно им е да имаат што се вика бројки отколку навистина соодветно да ги адресираат овие проблеми кои што токму настануваат преку самите социјални мрежи и како тие се злоупотребуваат за креирање на овие наративи. Проблемите со антиродовите движења и мобилизацијата е тоа што не доволно сериозно на почетокот кога се пишуваше и зборуваше за оваа тематика, пред неколку години се сваќаше сериозно за да се денеска веќе гледаме како тие движења се всушност креираат, се институционализираат и креираат политики. Значи ние веќе денеска зборуваме за антиродови политики кои што се поддржани од самите институции и во контекст на случаевите кои што ќе ви ги споменам, гледаме како всушност не само што креираат или одреден бојкот, цензура и самоцензура, туку и го задушуваат буквално просторот во јавноста да воопшто ние можеме отворено да дискутираме на оваа тема. Во моментот самото спомнување на зборот род, спомнување на зборот родова нееднаквост, родова еднаквост и така натаму се ставени под знак прашалник и се третираат како одредена тематика за која што ние треба да како општество ја ставиме на страна и со самиот го гледаме истиот однос и од институциите, но и од медиумите, затоа што се зборува за тој еден мир во куќа, да не се зборува за оваа тема, бидејќи гледаме колкава е моралната паника и колкава е особено и повиците на насилство кои што постојат од антиродовите движења. Но по-конкретно за она за кое што заедно со Мања и со Граца имавме можност да го адресираме, иако ги гледаме антиродовите движења во последниве неколку години како поактуелни, односно подиректно присутни во нашето општество и како ги креираат тие антиродови политики, мора да земеме предвид дека е само континуитет на веќе постоечките традиционални патриархални идеи за тоа како општеството треба да изгледа и токму и затоа имаат многу поголема да речеме основа за креирање на одредена заедница која што не е јасно дека во нашата земја е одреден проблем на немање на тоа едно заедништво и особено во контекст на како институциите действуваат или не действуваат во овој конкретен случај, може да видиме дека наместо ние да креираме стратегии на отпор, солидарност и соработка, кои што на некој начин дури и овие прашања кои што некој ги смета за сензитивни, преку едукација, преку отвореност би можеле директно да ги адресираме, самите институции наместо да ги заштитат, особено активистите и активистките кои што работат во ова поле, уште повеќе создаваат простор за нивно замолчнување. Конкретен пример за тоа е бидејќи ние се фокусиравме на да речеме два аспекти, говорат на омраза и намалување на просторот на действување на ЛГБТQI активистите и уметниците кои што од некои од нив се сојузници или дел од заедницата. Еден од тие конкретни случаи е откажувањето на присуство на трансродовата активистка во јавноста поради говор од омраза. Конкретно еден од можностите кај што може повеќе да се едуцираме баш токму преку вклучувањето на академија, на студенти и така натаму со цел да се разбере трансродовоста и трансродовите лица. Меѓутоа наместо тоа да се случи, иако би беше закажан таков настан на самиот медицински факултет, поради реакциите кои што доаѓаат од антиродовите актери, кои што веќе не се само неформални групи, туку се креираат и во граѓански организации, односно се представуваат себе си како дел од граѓанските организации, иако пропагираат дека граѓанските организации не треба да постојат. Тука зборувам за коалиција на заштита на децата и самата иронија во нивниот наслов, но и начинот на кој што тие действуваат. Значи не е дека само прават одредена реакција, туку даваат конкретни и јасни насоки како граѓаните кои што немаат доволно информации за овие теми да креираат проблем од самото постоење на овој настан. И насоките кои што ги имаат дадено беа во контекст на тоа како да се направи притисок да се откаже воопшто постоењето на ваков настан. Меѓутоа тука не завршува, се разбира со самото откажување и тоа како и самиот медицински факултет и студентите кои што
сакаат да го организираат тоа, се повлекуваат наместо да имаат јасен став дека некогаш во општеството во кое што живееме ќе бидеш напаѓан заради тоа што имаш одредени ставови, меѓутоа наместо да постават дури да зборуваат за автономијата на самите универзитети, кои што знаеме дека е значено за да направат некаков простор за едукација, тие потпаѓаат под влијанието на коалиција на заштита од децата, каде што и она што го спомена и ти се дел од десничарски партии и така натаму, особено иако нели многу често еден од главните наративи кои што го користат е тоа дека они се тивкото мнозинство и всушност не се дел од никаков естаблишмент. Така да мора да зборуваме за демаскирање на нивното представување со цел да го разбереме тоа што го прават. Освен откажувањето на тој настан, насилството кое што следеше кон трансродовата активистка само укажува колку всушност и самата држава не учествува во заштита на лицата. Еден од главните аргументи на јавното обвинителство зошто овој случај нема доволно докази е бидејќи во нашата прекрасна земја не е регулиран статусот на трансродовите лица и според тоа, ако твојот правен статус на постоење не е регулиран, тоа значи дека не можеш да бидеш заштитен позади истото. Значи, укажува всушност на самата иронија каде што некој е напаѓан заради својот родов идентитет и не ни постојат механизми на кои што може да се заштити, туку напротив институциите учествуваат во дополнително антагонизирање и незаштита на веќе маргинализирани групи. Потоа, за истата личност, со добивањето на наградата за работа во однос на човекови права, Мето Јовановски, видовме исто однова кампања, која што не беше само таргетирана кон личноста која што ја добива наградата, туку и кон сите луѓе кои што учествуваат во изборот на наградата, каде што јасно и директно и конкретно се напаѓаат тие лица, каде што, и ова оди кон насока на оној зошто сакавме се осврнеме многу повеќе кон уметниците, односно кон можеби луѓето кои што не се секогаш на самиот фронт на директно работа во однос на човековите права, иако си наоѓаат свој начин на кој што действуваат. Кажувам бидејќи една од главните стратегии на антиродовите движења не е само да направи цензура или бойкот на луѓето кои што се борат за човекови права, туку и потенцијалот на креирање на сојузници. Значи, ако вие сакате да го кажете во општеството ставот за тоа дека треба одредена група да бидат заштитени, вие со самото тоа станувате на пријател на антиродовите движења. И особено во земја каде што не се практикува отвореност и директност, дури не се ни охрабрува да зборуваме отворено за не само за овие прашања, него генерално за другите општествени и политички проблеми, нивната стратегија за уништување на било каков потенцијал за солидарност укажува колку всушност они ова го прават со одредена јасна стратегија. Со напаѓањето на трансродовите лица, со напаѓањето на активистите, тука можеме да приметиме директно како има говор на омраза и насилство и повикување на насилство, меѓутоа секогаш знаат да го замаскираат се оградуваат од коментарите кои што се наоѓаат на социјалните мрежи. Меѓутоа, оно што сега го гледаме и особено во случаевите на сам ќе прочитам и подетално во однос на уметниците кои што се занимаваат со овие теми или сакаат на некаков начин да прикажат поддршка, гледаме дека сосема директно ги напаѓаат и нивните дела, нивната присутност во јавноста, нивното искажување на било каква поддршка. И она што го гледаме, што уште за мене проблематично е дека се создава обесхрабрување на луѓе кои што сакаат да дадат одредена поддршка, луѓе кои што сакаат да не дозволат антиродовите политики да бидат норма на однесување и со тоа да се избрише идејата за родова еднаквост и воопшто надвор од хетеронормативноста како ги доживуваме луѓето, гледаме дека се повеќе и повеќе се обесхрабруваат. Разговаравме со различни, зачувавме нивната анонимност, бидејќи нели сепак тоа е реалноста во која што живееме, меѓутоа разговаравме со различни представници од
метничката сфера, кои што нивната загриженост ја прикажа, особено затоа што не гледаат ни самите уметнички институции секогаш дека стојат целосно позади нив, што е исто едно прашање што ние мислам дека како граѓанско општество би требало многу подобро да го адресираме, бидејќи зборуваме за тоа како институционално треба да се решаваат овие проблеми. Не е поентата само со самите институции, односно заштитни институции, него сите институции кои што учествуваат, бидејќи видовме дека и самата, например, кинотека дава простор за антиродовите движења да можат да имаат трибини. Така да, накратко, мислам, иако знам дека повеќе време одземав, ама сакав да го дадам контекстот на и поврзувањето со останатите аспекти. Проблемот не е само во недействувањето на институциите. Проблемот повеќе го гледаме ние низ тоа како постојат јасни, директни стратегии на тоа како антиродовите движења и политики действуваат во нашето општество и ние мораме малку и тој аспект да го гледаме интерсекцијски, дека не е само дел на, да речеме, организациите кои што се занимаваат со родова еднаквост или со ЛГБТQ+ прашања, туку е за сите организации кои што се занимаваат со европска иднина, со интеграцијскиот процес, со демократија, со медиуми и се останато. Дека мора на повеќе нивоа заеднички колективно да се адресираат пред се заканите кои што доаѓаат од антиродовите движења, но исто така и да се создадат некои од подобри пракси на како всушност самите граѓани и граѓанки прикажуваат некаква поддршка и солидарност кога се случуваат овие работи. Така да нашите препораки одат повеќе во тоа како можеме заеднички да реобмислуваме која е позицијата што сите ние имаме во општеството во однос на антиродовите движења, но исто така и директно да бараме од самите медиуми и од тоа како се модерираат социјалните мрежи, јасно спротивставување на антиродовите наративи и со ова би завршила.